Здраво, ова е 78-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Happy as Lazaro на Алис Рорвачер, во кој станува збор за еден постојано фин и трудолюбив италијански селанец, Лазаро, глумен од Адриано Тардиоло, и неговата фамилија која безобзирно се експлоатира од тутунските могули. Во Инвиолата доаѓа разгалениот Танкреди со неговата богата фамилија и започнува едно невообичаено побратимување со италијанскиот Елајџа Вуд, кој е добродетелот на селото, кој не знае за не и нема ниту една погрдна мисла во неговата глава, што го прави наивно невин за времето во кое што живее. Во неговиот дом сите го користат за нивните потреби, од средување на проблеми, од бркање на кокошки до земање на смена, од носење на баба до носење на тутун и сено, сите ја злоупотребуваат неговата доброта. Зверачот во празно, кој е толку наивен што им помага дури и на крадци, често е изложен на подсмев. Настаните се одвиваат во безвременски простор, така што градскиот син, иако има вокмен и мобилни телефони со антени, нема да може да го најде своето место во руралната средина и двајцата отпадници стануваат најдобри пријатели. Филмот е сатира на капитализмот и алегорија за корупцијата и злоупотребата на работната сила, но исто така ја доловува миграцијата од село во град и губењето на тоа малку имот што се поседувало за да се има уште помалку, без допир со модерното живење. Не е Лазаро единствениот наивен во селото, кој ја има продадено својата слобода за имотните, кои се богатат на нивната неисплатена пот. Селаните сметаат дека све е расипано во градот и најдобрите нешта ги имаат во селото, а богатите од градот ги дискриминираат селаните и гледаат на нив како на животни, на кои ако им се даде слобода, ќе сватат дека биле робови. Истите согледби се присутни во фамилијата на Танкреди, кој има потреба од внимание и го изведува чинот на лажно киднапирање во пештерското место, кај што Лазаро ја поминува својата самотија, додека не извршува сечии наредби. Извитоперени барокни елементи се забележливи кај пасторалниот маркиз, начнати на музички план и комплетирани преку сет декорациите, кај што селаните им служат на богатите. За време на исчекувањето на главниот лик се крши приказот на селската идила со депортирањето на суеверната комуна, но секогаш кога тој се враќа, луѓето се исчезнати и настаната е промена која не го вклучува. Втората половина на филмот говори за драстична временска и просторна варијација, иако поради фантастичните елементи, времето нема оставено последици на ликот на Свети Лазар, оваде Лазаро, кој делува како фрагмент од минатото залутан во реалноста, со парабола отворена за дезинтерпретација. Промените кои се настанати не се на добро, сквотот од фамилијата живее на маргините на градот, во беда, на кров, препродавајќи фалсификувано минато, преку предмети на улица, капитализирајќи на собствената несреќа од големата проневера. Семоќниот допир на Лазаро знае да заживее зеленчукот под асфалт, што дава надеж и волја за враќање на својот лажен, но сепак идиличен живот на село. Европското техно и куќето на Танкреди го водат кон заборавениот побратим кој живее помизерно од фамилијата на Лазаро. Со музиката која бега од црквата, филмот загризува во магичниот реализам, продолжувајќи со упадот во новиот свет и инцидентот во бајката, кој се резолвира со алегоријата за волкот во градот, која носи силен емоционален багаж со катарзични димензии кои ќе го допре секој гледач. Адриано Тардиоло, како натуршчик, одлично ја долови својата функција на светец без физички супермоќи, освен непресушната добрина, херој во басната во модерниот корумпиран свет на непријатели и рицари, индикативно и од нарацијата за преданието за волкот кој го има најдено светецот, во кој го внесува заборавениот квалитет, кој ќе го спаси човештвото од истребување, но дидактичката лекција не ја прифаќаме афирмативно, туку здраво за готово. И во добро и во зло, Лазаро наоѓа среќа.
Режисерката Алис Рорвачер се прослави низ светот со успешните The Wonders, филм за фамилијата која е снимана од ТВ екипа, и Корпо Селесте, филм за девојчето кој ги тестира границите на католичката црква, задржувајќи го заедничкиот мотив на големата фамилија во рурална Италија, со наивни централни ликови во вечен судир со урбани посетители и препуштени на осаменоста, тенденции кои беа надградени и рафинирани во последниот филм, снимен на Супер 16, што е соодветно визуелно решение, посебно за рустикалната селска идила. Кинематографката на Пина и Бич Рец, Хелен Лоувард, максимално ги искористува селските падини како контрапункт на сивилото на градот. Наклонот кон неореализмот од дружината на Фелини, па и на Висконти, е неизбежен во овој поетичен филм за губитокот на добрината во еден суров и бесрамен капиталистички свет, на кој човек на човек му е волк. Иако не беше номиниран за Оскар, доби номинација за Independent Spirit Awards, но исто така зема Palme d'Or за најдобро сценарио на Канскиот фестивал, што е сосема заслужено, затоа што режисерката многу добро знаела што да постигне со филмот, како да управува со неговото кормило, за да ни го прикаже животното крстарење на неприфатениот и исклучителен Лазаро. Филмот играше на голем број на филмски фестивали ширум светот, вклучувајќи го и Скопски филмски фестивал, и заврши во архивата на Netflix. Фантастичните елементи може да не бидат посечи вкус, но се ковалентна врска без која што не може филмот. Баграта на споредни ликови не доаѓа до израз покрај Лазаро, но функционираат како колектив. Ако морам да го евалуирам, тогаш Happy as Лазаро од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 78-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!